Вести на Канал 8. Приватна фирма од Кочани е донатор во изградбата на пешачки премини кај кои се користат обоени бехатон плочки. За почеток работите пробно се изведуваат на една улица и доколку се покаже како прифатлив, овој начин ќе се примени и на другите улици во градот. Градежни работи за реконструкција на еден од пешачките премини се изведуваат на улицата Глигор Апостолов Гочо, при што се применуваат западноевропски искуства. Наместо вообичаеното бојадисување, се прави експериментална иновација со замена на белата површина од пешачкиот премин со бехатон плочки во бела боја. Во реконструкцијата на преминот, локалната самоуправа не вложува сопствени средства, туку инвестицијата е донација од домашна фирма од градежната дејност. Односно, зафатот се прави како своевидно јавно-приватно партнерство, што се очекува да продолжи и на други локации во градот. Ова е донација од фирмата Мартија Роса и воколку во наредниот период се покаже квалитетна оваа иновација, планираме исто така и преостанатите пешачки премини да ги обновиме на овој начин. Со ова би се заштедели големи средства, значителни средства што општината ги дава секоја година за фарбање на пешачките премини. Собственикот на фирмата донатор вели дека идејата е пренесена како искуство од повеќегодишното работење во градежната дејност во Швајцарија. Тој очекува дека ваквото решение за изградба на пешачките премини ќе се покаже како подобро и оти соработката со локалната самоуправа ќе продолжи. Дека тоа може со бел цемент и бел песок да е горниот слој 1-2-3 сантима поплочен и да тоа се остане трајно. Времето ќе си покаже своето. Затоа што до сега немаме искуство, ова ќе биде првата работа, првата донација од нас за граѓаните во општина Кочани. И сказалките може се да се направат, такви калоби може да се направат и таа сказалка десно, лево, право може да се направи исто така, да се осече и ќе правиме идеите и напредувањето да идеме напред. Обележувањето на пешачките премини и останатата хоризонтална сигнализација се прави 2 пати годишно, при што за набавка на бојата и за работна рака за бојадисување, општина Кочани просечно троши по околу 14.000 евра. До сега имаше доста забелешки за квалитетот на извршената работа, поради тоа што бојата набргу по нанесувањето исчезнуваше од асфалтот. Затоа се очекува примената на белите бехатон плочки кај пешачките премини да се покаже како потрајно решение. Продажбата на градежни парцели што ја спроведува општина Кочани бара и подобро информирање на заинтересираните купувачи. Во локалната самоуправа оценуваат дека медиумското представување на објавите за продажба е добро, а ќе има и негово засилување. Општина Кочани планира дополнителна медиумска презентација за полесно да ги продаде парцелите што се нудат со најновата објава за продажба на државно градежно земјиште. Досегашниот начин на запознавање на потенцијалните купувачи се оценува дека давал задоволителни резултати, иако заради поголема ефикасност неопходно е поинтензивно рекламирање. На седницата на Комисијата за комунални работи и планирање на просторот беше искажено мислење дека токму подоброто медиумско представување може да предизвика поголем интерес кај граѓаните за да купат градежна парцела. Дали може да биде медиумски покрај да продажба? Мислам дека многу повеќе запознаени или може би се јави некој повеќе заинтересиран. Од општинската администрација рекоа дека законска обврска на локалната самоуправа е при продажба на градежното земјиште огласот да го објави најмалку во 2 дневни весници, а граѓаните во меѓувреме се информирале и на други начини. При продажбата сегашната што ја имаме во моментот е објавена во дневните весници Вечери и Нова Македонија, кои се избрани по пат на јавна набавка. Исто така, објавата е истакната на интернет страната на општина Кочани, објавата е исто така истакната на огласна табла, обавестени са медиумите, меѓувремено и додека траја објавата, ние секој пат кој имаме објава, нашите медиуми можат да го потврдат тоа, дека секој пат излегуваме со соопштенија и овој пат дури планираме да малку за ова објава да организираме и медиумска презентација на парцелите, така да јас мислам дека доволно ја популаризира. Увид во работењето и ефикасноста на оделението за имотно-правни работи во Кочани направи директорот на управата, под чија надлежност редовна контрола на ефикасноста во работењето на одделението за имотно-правни односи во Кочани
направи директорот на управата за имотно-правни работи. Специјално опремен кабинет со интерактивна табла, цедиња за активности, учебници, граматики и стручна литература. Специјално опремен кабинет со интерактивна табла, учебници и стручна литература доби Основното училиште Свети Кирил и Методи. Ротаријанците од Кочани и Виница уште еднаш ја исполнија зацртаната цел. Организираа хуманитарен турнир во пинг-понг, што се Ротари клубот Кочани Виница веќе трета година поред организира хуманитарен пинг-понг турнир во кој што учествуваат членови на клубот. Започна сликањето на фреските на манастирот Свети Пантелеймон во село Пантелеј. Во фреско живописувањето може да учествуваат Почна фреско живописувањето на манастирот посветен на Свети Пантелеймон во селото Пантелеј. Сите верници кои што сакаат да донираат, Традиционално, последниот викенд од октомври, за борачите во Кочани го одбележува меморијалниот турнир Андонов Колев. И годинова боречки Толку во овие вести, повеќе информации на kanal8.mk. Довидување.